Досега сте ја сретнале изјавата дека на младите, односно на децата, светот останува. Од тоа каква ќе биде иднината, односно какви ќе бидат идните генерации, зависи од тоа што го зборуваме, го правиме, го работиме и го действуваме денеска. За непосредната продукција на личности ќе разговарам денеска со Симона Ристевска и со Трајко Јордановски. Симона инаку е авторка на книги за деца, а Трајко е режисер на детски представи. Тие со еден уметнички пиетет пристапуваат кон децата и воедно се едукатори, меѓутоа имаат и многу посериозна и одговорна задача бидејќи ги продуцираат идните личности кои што ќе станат конститутивен дел на едно време, односно на едно општество. Со моите двајца соговорници продискутиравме малку повеќе како авторот на литература, односно на представа за деца, се доближува до децата, како го избира јазикот со кој што ќе им испрати порака, колку децата денеска се подложни на исправни или на погрешни содржини кои што им се пласираат, дали постои некое тело кое што ги регулира и контролира сите содржини кои што им се пласираат на децата и многу слични други прашања ќе обработиме во денешната емисија Мој збор, концепт двоглед. Симона, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во мојата емисија Мој збор. Денеска ќе разговараме за една тема на која што сме на твој терен, бидејќи ти се автор за деца, можам да кажам книги или воопшто содржини за деца продуцираш, и она што прво како прашање би ти го поставила, можеби е клише, меѓутоа е многу битно да се знае како еден автор за детска литература се снаоѓа, да кажем, кога се децата во прашање со однос на тоа дека се да кажем, осетлива категорија на публика, возрастна категорија. Како допираш до децата? Кои средства ги користиш за да допреш до нивните умови? И кој е можеби крајниот резултат што сакаш да го постигнеш преку твоето авторство конкретно? Така. Ти благодарам пред се, Магда, за поканата. Ми е чест и задоволство да бидам дел од твојата емисија. Имам голема среќа што имам околу мене доста внучиња, па некако разговорите, прошетките и дружбата со нив ми помагаат да ги црпам сите оние информации и на кои би сакала јас како автор за деца да пишувам. Пред се фокусирам на нивните чувства и емоции, на нивните желби и замисли, на нивните интереси, а подоцна истите тие на некој начин на кој јас го сваќам дека е добар за нив, ги преточувам во писанија и во подоцна и во некој вид на книги и раскази за деца. Трајко, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да бидеш гостин во емисијата Мој збор. Ќе разговараме на една многу интересна тема. Нашиот фокус ќе бидат децата, меѓутоа во она својство и улога на публика, а тебе, освен како режисер, за оној дел од публиката што не те знае, можам и да те представам како автор на содржини кои што се наменети за деца. Јас барем те запознав преку представата, како режисер на представата Куфер светскиот патник од Македонија, и можам да кажам дека символите и значењата што се употребуваат во рамките на таа представа навистина се многу впечатливи и допираат до децата што ја прават самата и представа ја прави тоа омилена за детската публика. Како ти како режисер успеваш да го користиш јазикот, символите и значењата кои што се прифатливи за децата и како успеваш просто да допреш до нивните умови? Да, најпрво да ви посакам добре дојде овде во операта кај мене и да ви се заблагодарам што ме повикавте да бидам ваш гостин во емисијата. Во однос на прашањето што ми го поставивте, сакам да кажам дека јас од еден аспект имам полесната задача. Јас сум автор како режисер, но не како автор на пишаните текстови. Така да јас како режисер имам малку полесна работа во однос на пишувачите на текстовите, кои што тие најпрви треба да ги изберат тие начини на кои што ќе пристапат кон децата, а јас само сето тоа да го пренесам на сцената. Се разбира, тука авторството е моје на кој начин со кој јазик ќе зборувам кон децата. За мене многу битно, односно првичната станица од која што тргнувам е она
за која целна група станува збор. Кога зборуваме за деца, имаме деца од 2, од 3, од 5, од 7, од 9, од 12 години, ако ме сваќате што сакам да кажам. Така да, кога почнам да работам некое дело, многу зависи за која целна група тоа е посочено. И тогаш ги избираме нештата, односно јазикот со кој што ќе зборуваме со тие деца. Така да тоа најмногу зависи можеби и од текстот и од целната група со која што треба да представиме таа представа или тој проект. Кои се методи ги користат авторите кои што продуцираат содржини наменети за деца и како доаѓаат до вистинскиот и правилниот начин како да допрат до детските умови? Дали можеби пред своето авторско дело го читаат Пиаже и Виготски, па на тој начин преку мини истражување сакаат да допрат до детската публика, или едноставно работи таа уметничка интуиција, па точно знаат што децата сакаат да слушнат и како детските умови реагираат на конкретните содржини што им се пласираат. Тоа значи можеме да кажеме дека искуствено приоѓаш на темите кога се деца во прашање, односно правиш мала подготовка, истражување или како децата размислуваат, што се нивните интереси, па можеби подоцна тоа го индуцираш, го преточуваш во пишан збор, во книга. Колку чисто разговараш со децата како твоја целна група пред да создадеш едно дело за деца? Многу разговарам со нив и тие некои интересни начини на пораки кои тие суптилно, па некогаш и можеби па и директно ви ги кажуваат, ме поттикнува да ги преточам во текстови кои па можеби и некогаш и самата себе си се пронаѓам во истите тие текстови, затоа што некако знам често пати да кажам и пишувам па и во текстовите во детето кој произлегува од самата јас, сите тие случувања што можеби некогаш како дете кога сум била и кои ми биле интересни, ме исто така поттикнуваат да пишувам и да создавам. Кога работиш како режисер за деца и твоите дела се наменети за детската публика, како го замислуваш детето како, да кажеме, една идеалтипска структура која што треба да биде твоја публика? Каква порака сакаш да му пренесеш и дали можеби твојот идеализам тука проработува, па сакаш на некој начин едукативно да пристапиш кон публиката и да го засееш она што во иднина можеби сакаш да го гледаш кај идните генерации? Да, вака ќе ви кажам. Јас во принцип работам и со возрастни, со актери, со пејачи и работам и со децата. Морам да кажам дека разликата е голема во пристапот на целата таа работа. Така да со децата е малку специфично и апсолутно секогаш гледаме пристапот да биде едукативен. И така да речеме, кога ќе направиме паралела, кога работам со деца, мене ми е доста потешко отколку кога работам со возрастни. Да кажеме, со возрастните може кога ќе почнеме да зборуваме за делото, може и да го покачиме гласот, да зборуваме со малку по некакви зборови, да кажам како по возрастни. Меѓутоа, кога имате прилика да работите со малите, мора да ги избирате зборовите и начинот, енергијата со која што зборувате. Тие се доста нежни, тие се во развој и навистина треба да бидете фокусирани на еден поразличен начин отколку кога зборувате со повозрастните. Така да тоа е од тој дел за кој што зборуваме. Едукативно во секој случај, во конкретниот случај кога зборувавме за Куферко, тоа е апсолутно едукативна представа, која што многу интересна. Меѓутоа, еве сега треба да одиме на некој фестивал во Јагодина и таму не праша за која целна група е представата. Оваа представа е за целна група од некои 9 години до 13, што значи не е за оние помалите генерации во градинка. И они рекоа, но сега ние имаме 3 категории. Прва категорија за деца, втора за средношколци или за младинци и третата е за возрастни. Се овде сме негде на средина, ниту сме во она детска група, ниту во младинска. И така да беше многу интересно. Меѓутоа, ние тој проблем го решивме во однос на тоа што оние што се едукативни, оние за повозрастни деца елементи, да кажеме, каде што зборуваме за градовите, за некои теми кои што се за повозрастни деца, ги сврламе и оставаме само оној дел кој што е забавниот, да кажеме, кај што се песничките, кај што се приказните, кои што треба да ги представиме. Така да тоа е тоа, зависи од целната група. Ако зборуваме со помали деца, тогаш гледаме тоа да биде на едно пониско ниво. И кој е принципот? Најдобриот начин за да дојдеме за да не разберат децата, тоа значи дека ние треба да се спуштиме на нивното ниво.
Тоа е најдобриот начин за да му имате добра соработка. Ако се поставите над нив како не знам повозрасен како родител, тогаш веќе имате проблем во комуникацијата со нив. Најубаво кога ќе слезете на нивното ниво, тогаш комуникацијата е многу интересна и многу блиска и забавна. Колку работиш и колку приоѓаш на тема од некој личен и субјективен аспект. Сега има автори кои велат јас секогаш објективно пристапувам на темата затоа што сакам да пренесам некоја порака. Има автори кои што како што ти кажа јас се сеќавам на тоа дете во мене која што сакаше некоја порака да пренеса, меѓутоа немаше можност. Како ти како автор приоѓаш на теми и што мислиш дека е правилниот можеби пристап кога се работи со деца, дали да се биде поличен или да се биде така поладен, попедагошки, пообјективно коректен да кажем? Истражувам и околу со тие деца што се околу мене. Но може и да се каже дека и оние состојби, приказни случувања кои како дете сме ги поминале, ни создава на некој начин да создадеме на убава слика и да бидеме искрени пред публиката и пред самите дечиња, еден дел да употребиме и личен момент во самото создавање и пишување, затоа што тогаш мислам дека сте најискрени, таа искреност самите дечиња ја препознаваат, па затоа и на некој начин и тие те прифаќаат како дел да си од нив, а не како еден автор кој создава книги и наслови за нив. Кога комуницираме и вака во светот на возрастните, можам да кажам како другари, а не да се поставуваме пред се како играчи на некои улоги или како авторитети или во одредена поставеност на структура, да многу подобро тече самата комуникација отколку кога зборуваме преку своите улоги или се замислуваме преку некои правила, норми кои што треба да ги следиме. Но тука е и одговорноста, дефинитивно кога се работи за децата. Дали кај тебе ти кажа дека постои разлика дали работиш со огромна, со публика во која што има деца или возрастни, со каква одговорност пристапуваш кога една целна група ти се децата, а кога во друг случај возрастните? Посериозен е пристапот со децата. Она што го кажав, јазикот на кој што зборуваме, со кој што комуницираме со децата, навистина треба да биде прилагоден за таа возраст. Со повозрастните може навистина да зборуваме најнормално, меѓутоа децата бара еден посебен пристап и тогаш треба да го изберете јазикот со кој што ќе зборувате со нив. Повторно ќе кажам, тоа се зависи од целната група. Некоја тема која што ќе ја представите за помалечките деца, за повозрастна генерација, тие навистина не ја разбираат и тие почнуваат да бидат незаинтересирани за она што им го представувате. Така да дефинитивно целната група за која што ќе намените представата мора да одговара на годините на децата за кои што сте имале идеја дека треба да ја представите. Со однос на тоа дека Куферко, светскиот патник од Македонија, е и театарска представа покрај тоа што е книга и авторско дело. Кога работите театарска представа, кој дел од целокупното авторство и творештво е твој како автор, а колку на режисерот и колку, например, ти како автор на своето дело понекогаш гледаш како се рефлектира твојата авторство и твојата символика и твојата смисла што сакаш да ја пренесеш, кога е, например, театарска представа како медиум вмешана во тоа, да речем. Така, кога се пишува, нормално дека текстот е потполно на авторот. Тој ги има своите замисли и цели кои сака да ги постигне со самиот текст и пишувањето. Веќе преточувањето на еден текст во театарска представа само по себе носи соработка и со други личности кои се партиципиенти во самата таа театарска представа. И нормално дека соработката со режисерот, со сценографот, со костимографите и сите останати други лица и учесници е многу битна за да се добие оној продукт кој ние сакаме и да го создадеме за дечињата кои ни се наша публика. Затоа што доколку ако нема добар слух и соработка помеѓу тимот, сметам дека на крајот на денот тој производ и нема така да биде добар, како што можеме да кажеме дека сите сме целосно задоволни од создавањето на овој детски серијал и на книги, а подоцна и на театарска представа и се надеваме дека во иднина ќе успееме и да направиме и ТВ серија, бидејќи и нашите замисли одат кон таа насока. Така што сметам дека создавањето заеднички е многу клучно и битно за да имате успешен производ.
Оно што јас сакам да те прашам со однос на тоа дека неколку пати веќе ми повтори, нели, дека има и разлика во тоа дали работите со деца за предшколска возраст, школска возраст и така натаму. Колку тебе како режисер ти е работа да ги запознаеш децата и во кој процес ти од твоето творештво ти ги запознаваш децата, дали можеби правиш некои преелиминарно истражување како ќе реагираат на твоите представи или можеби едноставно имаш некоја уметничка интуиција со која што веќе знаеш што би можело да биде во фокусот на интересот на децата и што ќе им биде интересно и ќе им го држи нивното внимание. Во конкретниот случај е битна интуицијата, но повеќе сметам дека е битно што во конкретниот случај. Она што го спомнав пред малку, дека е доста битно да слеземе на нивото на детето и, како да ви кажам, буквално да гледате од нивната перспектива. И она што јас го поставам на сцената, гледам дали мене како дете ми е интересно. Или што сакам да кажам, како режисер кој што би правил, да речеме, детски представи, апсолутно во вас внатре треба да постои детето. Во некои луѓе го има, во некои го нема. Да речеме, истиот проблем го имам со актерите која треба да ја поделам улогата. И тука сега имаме, да речеме, 2-3 генерации кај што треба да представиме, да кажеме дете, не знам, повозрасно дете и родител. А се да кажеме на некоја приближна иста возраст, децата кои што ќе ги глумат тие улоги. Навистина треба да изберете кое во тие деца го има најмногу детето. Може да биде и најстаро, ако ме разбирате. Може најмалото дете да биде по-возрастно да делува во однос на делувањето на сцената, отколку другото дете. Така да се зависи она колку ние во нас го имаме детето или го немаме. Лично јас мислам дека во себе го имам детето и така да многу лесно доаѓам до срцето на детето или до душичката на дечињата, за да може да ги разберат тие шеги или она што сакам јас да го представам пред нив, например. Кој е критериумот за успешна содржина за деца, односно за успешна книга за деца или успешна театарска представа за деца во отсуство на изграден естетички критериум кај публиката, е прашање на кое што денеска исто така ќе продискутираме. Децата не можат да напишат уметничка критика и јасно да кажат дали им се допаѓа или не книгата или представата, меѓутоа авторите наоѓаат различни методи и различни начини како да допрат до децата и преку нивниот суд, односно преку нивните гестикулации и невербална комуникација, да дознаат дали успеале на вистински и на правилен начин да ја принесат својата порака. Оно што мене ме интересира е ти како автор, дали ја знаеш, можеби дали се водиш и некогаш се мотивираш од крајната дестинација како ќе заврши твоето четиво, во кои раце ќе падне и дали тоа што знаеш дека можеби деца се твоја публика и дека детето во одредена фаза од својот развој, нели како што рече ти, малце поемотивно перцепираат децата, па не знаеме стадиум на свест, структура на говор, мисла, колку се развиени, со каква одговорност и тежина ја прифаќаш, да речем, својата задача и улога да си автор на книги за деца? Мислам дека е најтешко да се пишува за дечиња, затоа што дечињата се многу искрени кога нешто им се допаѓа или не. Често пати кога пишувам на различни текстови, првите оценувачи се токму моите внучиња, бидејќи они искрено ќе ви кажат ова ми се допаѓа, ова не е добро, и токму знаат што и нивните другарчиња би ги привлекло да слушаат и да гледаат. Така што секој избор на секоја тема е многу внимателно избран, бидејќи децата се многу поразлични од возрастните. Кога, например, се случува една си игра, една представа и ти си режисер на таа представа за деца, со однос на тоа дека децата не се некои врвни критичари, во смисла немаат изградено веќе естетички суд па да можат да пишуваат критика дали театарската представа била добра или не, или што и недостасувала. Како ти како режисер спознаваш дека децата на правилен начин ја рецепираат пораката што сакаш да им ја испратиш преку представата? Во процесот на создавањето на делото, никогаш не може да го знаете крајниот резултат. Значи, крајниот резултат го знаете откако ќе се постои на сцената, односно откако ќе помине премиерата. Така да до тогаш вие не знаете дали успеавте или не успеавте. Али тоа е по книга. Според мене, искуството си го прави своето.
Можеби тоа било за првата, втората и третата представа. Меѓутоа, од тука натаму, вие искуството да ви кажува што е интересно за публиката, без оглед дали тоа детска публика или правите некој дело за повозрастна публика, така да точно знаете на кои нешта треба да се фокусирате и што е интересно. Да речеме, што треба да направите да бидете интересен за децата. За децата треба да направите нешто што ќе ги развесели, што ќе го разигра детското срце, кој што ќе направи, ќе им го задржи фокусот да биде интересно. А што е тоа? Тоа значи преку песна игра најблиску ќе дојдете до децата. Додека за разлика од нив, кога работите со возрастните, тие ја сакаат болката, тие ја сакаат тагата, тие ја сакаат интригата, тие ја сакаат љубовта, така да малку тука просторот за работа е поголем, само треба да одберете кои средства ќе ги употребите во однос на повозрастните доколку правите представа некаква или некаков проект. И естетичкиот, самиот естетички суд, например, што ќе го носат децата, баш и во претходното прашање тоа го споменав, децата нема да напишат критика сега тоа ми се допаѓаше, тоа не, меѓутоа начинот на кој што реагираат со полно внимание или им заслабнува вниманието на места, можеби на вас како автори, еве и на театарска представа ви сигнализира колку успешно допирате до нив. Дали ти се водиш по тие реакции, како осознаваш дека едноставно публиката добро реагира и добро го и на вистински начин го прифатила тоа што сакаш да им го пренесеш? Токму така, представата е интересен начин затоа што вие во моментот гледате како публиката реагира. Дали им се допаѓа нешто, дали не, дали не годуваат, дали го одобруваат тоа. Она што ние како тим го заклучуваме е дека во суштина децата сакаат приказни. Куфар, кој светскиот патник од Македонија, изобилува со голем број на приказни, кои се еден вид на фантазмагоричен начин на прикажување на реални состојби. И децата најмногу вниманието го задржуваат при раскажување на такви бајковити приказни, но во позадината имаат реална конотација. Најлесно можете да им се приближите и да им го задржите вниманието и на крајот на денот да бидат среќни и весели за што ја посетиле токму оваа представа. Колку се водиш по тоа како една театарска представа што ти ја режираш, како ќе помине кај публиката? Некогаш, пошто и ти си личност, нели, и ти си режисер, меѓутоа зад тој режисер се крие една личност кој што има понекогаш можеби потреба да експресира нешто, некое чувство, некое свое мислење, општо универзално филозофско прашање да постои преку театарската представа. Како го балансираш тој и тој дел? Дали ти е само битно публиката што ќе каже за твојата театарска представа или некогаш си велиш ќе изражираме една театарска представа без разлика на тоа дали ќе помине добро или не кај публиката? Мака, јас сум прилично нарцисоиден тип, така да во принцип мислам дека све што сум направил добро и немам проблем од тоа да мислам дали ќе биде добро или нема да добро, или нема да биде добро. Всушност не станува збор само за нарцисоидноста, пак ќе кажам искуството и навистина досега проектите и представите кои што сум ги правил поминуваат или одлично, или супер, или релативно добро. Никогаш не сум погрешил во однос на проценката и да кажам, ова беше тотален промашај оваа представа. Но такво навистина не се десило и сум сигурен дека нема да се случи. Така да тој проблем го немам во однос на поставувањето на представите, дали ќе биде вака или дали ќе биде така. Како што реков, искуството, точно знаете на што да се фокусирате и има неколку места кај што треба да го ставите акцентот и тука нема утка што викаат старите, нема промашај, што велиме ние. Ако сакате да имате успешна приказна како автор, тогаш пишувајте или продуцирајте нешто што е врзано за деца, затоа што децата се најдобрата и најлојалната публика. Во суштина, потрошувачкото општество децата ги направи најпожелната публика, токму поради тоа што сите сме во трка да ги задоволиме нивните потреби на материјални начини, но и да продуцираме нови потреби кај децата, како би можеле да ги направиме што е можно покорисни конзументи на ова општество. Дали тоа ги дефинира и мотивира авторите да продуцираат, односно да пишуваат за деца, или можеби сосема други мотиви се кријат кај авторите и како нашите денешни соговорници го коментираат тоа што некои припадници на нивната фела се мотивирани и инспирирани да работат со деца токму поради материјалната страна, односно профитот. Децата има вистина во тоа дека децата се на вистина добра публика, во смисла дека
ајде тоа ќе го преформулирам прашањето во смисла дали се добри конзументи на содржините што им ги нудите, затоа што во потрошувачкото општество некако гледаме дека фокусот постојано е на потребите кои што ги имаат децата, па родителите постојано велат со месеци уназад, например, не сум си купил ништо за себе, не сум си приуштил ништо материјално, се со цел да можам средствата да ги оделам за да задоволам некоја конкретна реална или нереална потреба на детето, создадена, наметната, изманипулирана или каква и да е. Меѓутоа, децата се дефинитивно во фокусот и на маркетинг агенциите, меѓутоа и на самото потрошувачко општество. Дали се согласуваш дека од прагматичен аспект, доколку авторот ја избира, да кажам, го избира своето творештво, го прилагодува чисто за децата, токму преди тоа што знаејќи дека тоа ќе му се врати, да кажам, со финансиски бенефит, го мотивира да создава и да продолжи да коегзистира, да кажам, и со својата професија и со своите оние реални биолошки екзистенцијални потреби кои што сите ги имаме. Да, се согласувам во она што го кажуваш во целост, но она што збора мене што ме поттикнува да пишувам е токму да ги создадам децата да бидат, односно да бидат среќни, весели, да бидат задоволни, на некој начин да научат многу повеќе за сопствената земја, за својата сопствената татковина. Куферко, светскиот патник од Македонија изобилува со многу информации кои се реални, кои постојат. Зборуваме за историја, зборуваме за географија, зборуваме за култура, зборуваме за различности, зборуваме за она што не обединува и не прави среќни. Така што, да, поголемиот дел имаат од тоа некаква корист, но за мене користа е пред се да бидат тие среќни. Да си ги искажат своите чувства и замисли, а потоа секи си дојде она само по себе. Станува збор за една индустрија која што многу вносна финансиски. И како самите што рековте, кога станува збор и за разни брендови на облеки, на храна и не знам што, секогаш тежнееме кон тоа да ги задоволиме желбите и потребите на децата. Истото станува збор и во театарската уметност. Така да поголем дел од моите колеги тежнеат кон тоа и колку што се сеќавам, тие цело време работат во оваа индустрија детска, да кажам. Ти благодарам, Симона, ова беше одличен разговор, јас навистина уживав. Се надевам дека ќе ми дадеш повторна прилика да те угостам во мојата емисија, а до тогаш ти посакувам многу успех за сите проекти што ги работиш. Ти благодарам и ти посакувам уште долги години и долги емисии. Ти посакувам многу успех на професионално поле и сакам секако да те видам и во други театарски представи кои што се аранжирани за деца. Се надевам дека ќе имаме исто вака убави прилики и средби и ќе соработуваме и понатаму. Ви благодарам и вам, ми беше многу пријатно и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме, ќе бидам ваш гостин, се разбира и вие на моите представи. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, со Трајко Јордановски, инаку режисер, и со Симона Ристовска, инаку автор на книги за деца, дознавме многу за тоа каков е карактерот на авторот кој што твори содржина за деца. Дознавме колку е важно авторот да има силна, изградена и пред се морално стоечка личност за да може да комуницира со децата. Не секој може и треба да биде автор на содржини за деца и секако дознавме многу за тоа како децата перципираат, слушаат и како одговараат на содржините кои што им се пласираат. Исто така, апелот на моите денешни двајца соговорници е да бидеме многу внимателни во комуникацијата со децата, затоа што децата распознаваат емоционално пред се, а потом и мисловно, и начинот на кој што ќе восприемат содржината во детството многу влијае понатаму врз градење на нивната целокупна личност. Почитувани, јас следевте емисијата Мој збор, концепт Двоглед, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.